Променливото време ги наполни амбулантите на матичните лекари и педиатрите се со полни раце работа. Температури и болки во грлото се најчестите симптоми со кои родителите ги носат децата на преглед. Како да ги заштитиме децата во пресрет на есенската сезона, која што вообичаено е главоболка за нас родителите. Се само дел од прашањата кои ги поставуваме на доктор Драгана Емил Марковска. Добро утро, Драгана, и добре ни дојдовте во Македонија. Добро најдов. На што најчесто имаме впечаток, тоа зборувавме, ќе им кажеме и на гледачите пред да започне разговорот додека одеше видеоматеријалот, ние имаме впечаток дека цело Скопје е болно. На што најмногу се жалат во моментов децата како симптоми, со какви се симптоми родителите ги носат на преглед? Цело во ова лето ние немаме пауза во однос на бројот на прегледи во амбулантите, барем во нашата амбуланта како оди. За среќа, ова лето фативме еден приклучок во смисол како претходните лета кога знаевме дека имаме стомашни тегоби, во лето се тие поспецифични. Сега веќе повторно почнуваат респираторните симптоми, не дека тие престанаа во текот на летото, меѓутоа нивната инциденца за нијанса се намали, сега повторно се зголемува. Значи, сите тие респираторни симптоми како покачена температура, како кашлици, како течење на нос, тешко дишење, повторно се зголемува бројот на деца со такви симптоми во амбулантите. Ковид или вироза? Се. Веќе не... Времето на ковидот не научи дека треба да не толку многу се тестираме, не толку многу влеваме паника меѓу луѓето. Меѓутоа, сите вирузи, и ковидот, и грипот, сега имаме моментално и параинфлуенца, тоа е нешто што наликува на грипа, не е грип, и така натака. Тоа се нетипични вирусни предизвикувачи во оваа сезона од годината, затоа што треба да биде ладно, темно, не е убаво да биде надвор времето, за да може да се шират тие вируси. Имаат иста заедничка карактеристика. Кога имате симптоми на вирусна инфекција, треба да седите дома. Истото и со ковидот, со сите вируси е исто. Кога ќе се почувствуваме дека имаме симптоми, треба да седиме дома. Ама не значи тоа да седиме дома и не одиме на училиште или во градинка, не одиме никаде. Прошетуваме сами, каде што нема никој, никаде надвор кога ќе излеземе малку ако детето се чувствува добро, меѓутоа не се мешаме. На тој начин само можеме да спречиме ширење на зараза, инаку никако поинаку. И вашите колеги, но и вие пред малку ни потврдивте дека ова е само почеток во однос на се што не очекува престојнава сезона. Тоа делува застрашувачки, но можеби е добро да го кажеме со време за да бидеме сите подготвени за да успееме да се заштитиме. Имавме информација од пред некој ден дека повторно имаме случај на морбили. Секое годишно време повторно ова го зборуваме, повторно го актуализираме проблемот. Имаме повторно опфатна вакцинација. Тука со мали отстапки, но не мрдаме. Немаме драстично подобрување на ставката на вакцинација, барем јас колку што имам сознание, немаме. Може би во односот на дитепер вакцинацијата имаме за нијанса повеќе, затоа што градинките направија ригорозни критериуми каде што не смее да се примаат децата ако не се соодветно вакцинирани заради епидемијата што имавме со пертусис. Епидемијата со пертусис не научи дека вакцинацијата може да ни помогне. Ние, никој од нас не вели дека ако детето е вакцинирано нема да прележи одредено заболување. Него симптомите кои што ќе ги добие ќе бидат полесни и за родителите, и за лекарите, па и за самото дете. Се правиме во името на детето. Оваа сезона мислам дека ќе имаме многу повеќе морбили. Веќе се зезаме трета година поред, викаме ќе имаме епидемија на морбили, ама мислам дека оваа година ќе имаме епидемија на морбили, затоа што ставката на вакцинација не е иста, навиките на децата се исти, навиките на родителите се исти, ништо не ни се менува од година во година. Родителите наоѓаат уште покреативни начини како да избегнат вакцинација. Тоа е неверојатно. За жал да. Ама не знам јас колку родителите, сега ние тука да речеме, еве ние докторите сме во право, 100% сме исправни, ние направивме се како што требаше, родителите се криви, не.
мислам дека тој е кругот кој што сите го трчаме заедно. Знаете како глувчето кога ќе оди во тркалото и се врти, сите ние сме во истото тркало. Но ајде за новите вакцини да речеме. Има скептицизам, нешто непроверено, можеби па за морбилие, нешто што немаме нови вакцини. Ние и нашата условно кажано најнова вакцина има повеќе од 10 години употреба во светот. Кај новите вакцини мислам на оние за ковид. Но ова се вакцини од редовниот календар. Така е. Таа за ковид вакцината е вакцина која што кај децата многу малку се применува. Но дури и вакцината за грип кај деца многу малку се применува. Да ги разбереме родителите од каде страват, но за овие вакцини од редовниот календар кои што се години веројатно истите тие за жал, за жал имаме многу условно кажано епидемија на развојни заболувања. Имаме голем број на други тегови кои што ги имаат родителите и кога некој еден, двајца, тројца некаде во тие кругови ќе си кажат абе моето дете прими вакцина и му се влоши општото заболување кое што го има, тука веќе станува паниката и стравот. Можеби треба да има и контактни емисии, можеби не треба да излезат на телевизија само да кажат вакцините се добри, окей. Не, можеби треба не треба тоа да биде на телевизија, можеби. Можеби треба да има контактни емисии, може треба да има отворени средби со родители каде што службите за вакцинација би им објасниле. Па и дебати каде што ќе може да се размисли. Така е, за и против секогаш треба да има. Ова ќе биде добар момент да упатиме повик за вакцинација и еве едно прашање како докторите, медицинските стручни лица се чувствуваат кога има поголеми експерти на интернет за конкретно темата вакцини, бидејќи ова е проблем што сега модерното време го наметна, порано некако докторите би имаа последниот збор. Јас сум фасцинирана колку Фејсбукот и Инстаграмот имаат влијание. Општо зборувам, не зборувам само за вакцини дека имаат влијание врз животот на луѓето, не. Тоа е севкупно. Ако на Инстаграм нешто се пофали, па тоа е најдоброто. Може би луѓето, па може би треба да ги искористиме социјалните мрежи, да им ги поставиме и да им ги пласираме вистинските информации на луѓето. Тоа е суштината, да се користат социјалните мрежи, но за добро. Ама тие се единствените канали каде што луѓето можат слободно. Например, моите канали каде што јас ги читам студиите за било кое заболување, за било која бактерија, вирус, начин на лекување, тоа чини ние имаме здруженија кои што ни дозволуваат условно по-лесно да влеземе во тие службени и стручни страни каде што можеме да се едуцираме. Родителите тоа не можат да го направат. И да сакаат да платат, не можат да го направат затоа што не се стручни лица. Може би тука треба да го искористиме тоа, не знам. Имаме порасти на случаите со морбили, со пертусис. Треба ли да не загрижува оваа сезона, доктор Марковска? Па јас мислам дека ние имаме веќе ритам на пертусис. Не дека имаме пик на покачување и намалување. Ние неделно во нашите амбуланти имаме 2 деца со пертусис. Тоа не е добро. Воопшто веќе колку време е поминато од првиот пик на епидемија, да јас не ни бројам, не ни мерам веќе колку е, а имаме. Може би нас сега имаме од лекарската гледна точка подостапни ни се анализите кои што можеме да ги правиме и не се толку скапи за родителите, па ги анализираме, па ги лекуваме и така натака. Меѓутоа доаѓа зима, тоа е секоја година ова време ние истото го зборуваме. Треба да внимаваме како се однесуваме, витаминотерапијата да ја зголемиме, секое слободно убаво време кое што е надвор да го искористиме надвор, да ги учиме децата на спорт и спортски активности, на здрав начин на исхрана. Секоја година мислам дека истото го кажувам. А само вчера имавте 180 прегледи. Во последниве овие 3 дена 180 прегледи за 2 дена, да. Така е. Па со истото кажување да го завршиме разговорот. Се вратија децата од лето. Се вративме во училишните клупи. Се вратија во училишните клупи. Малку се пошегував, меѓутоа прашањето ми е тоа, бидејќи сте вие стручно лице, друго е да дадеме совет ние како водители на утринска програма, друго е да слушнеме совет од стручно лице, бидејќи сега дечињата се во затворени простори, започна учебната година. Што е нешто им го препорачувате на родителите во однос на заштита? Ова го прашувам бидејќи дел од родителите претеруваат во однос на внесувањето на витамини, кога зборувам без консултација со доктор, бидејќи постои перцепција витамине здраво е.
Но не се внимава да. колку се дозира, како се Ние дозира, и во имаме- тој контекст го И се поставам. прави да го буста Таблетарна- на имунитетот. Да, ние имаме таблетарна хипервитаминоза, а никој не води сметка за здравиот начин на исхрана. Значи, Така. тоа ни е апелот. Здрав начин на исхрана, спортските активности, проветрување, престој во надворешни услови или надворешни околности, колку можеме повеќе во периодов, веројатно тоа ќе нас заштити. Немаме друго што да правиме. И може би ќе се согласите со мене кога станува збор за COVID и така натаму во затворени простори каде што има многу луѓе може да се практикуваат маски се уште. Па може да се практикуваат, авиони. ама знаете, ние имаме веројатно само N95 маските може да не заштитат. Сите тие хируршки маски кои што ги носиме ги фаќаме, ги се влажнат, Така. дополнително ни се извор на зараза. Значи, ако веќе се одлучиме да употребуваме маска, треба да биде соодветна заштитата. Сега сите маски се лесно достапни, не се толку скапи, чинат една N95 чини 25 денари, ми се чини, не знам се точно, ама тука некаде е цената, ништо страшно. За крај вичното прашање помеѓу родителите, зошто после секоја настинка на децата ни родителите сме болни, ако сето тоа сме го поминале во фазата на раст и развој. Децата се чудни суштества, тие што може да издржат, ние не можеме ни половина веројатно да издржиме, ама нашиот начин на живење, стресот, пак ќе се сведеме на тоа дека и ние недоволно, еве сега да си бидеме искрени, кога последно сме прошетале и сме си земале се сеќавам. здрав, Да. малце здраво да си Родителите живееме. најверојатно и со очувство кон дечињата се разболуваат. Па не, вајда, веројатно се Верувај ми, гушкаат не. многу тогаш. Така, Тога е- за да заедно, ајде го поминеме заедно период. Па да. Најголемата грешка Да, што точно. се прави кога се лекува дете, да, Ви гушкањето благодарам за со гостување. родителите. Ви благодарам и јас. Благодарам за гостувањето во Благодарам. Украина на Утри Советите.